Cerar in predsednik vlade Republike Makedonije, gospod Zoran Zaev. Почитувани, посадата доаѓа председателот на владата на Република Словенија, доктор Миро Церар, и председателот на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев. Почитувани представници од Министерството за внатрешни работи, почитувани полициски службеници, за кои што сме денеска овде, почитувани представници на медиумите кои што сте денеска со нас. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Miro Cerar, spoštovani ministri, spoštovani policisti, ki ste danes tukaj z nami, spoštovani predstavniki medijem, ki so tukaj danes z nami. Јас сум денеска овде со министерот за внатрешни работи на Република Македонија за една посебна прилика која што сакаме да ја изразиме пред представниците на Министерството за внатрешни работи на Република Словенија. Jaz sem danes tukaj s ministrom za notranje zadeve Republike Makedonije in me veseli, pravzaprav, da vas lahko vse skupaj pozdravim tukaj, ker imamo eno posebno nalogo. Radi bi se zahvalili vsem policistom, ki so bili v Makedoniji. Ми представува особена чест што ми е дадена можност и тука, во вашата Словенија, непосредно да ви се заблагодарам за вашиот несебичен и одважен придонес да учествувате во обезбедувањето на нашата јужна граница во период кога Европа се соочуваше и ја решаваше мигрантската криза. Rad bi izrazil vam spoštovanje tudi tukaj, v vaši državi, v Sloveniji, za vašo, neposredno vam izrazil zahvalnost za vašo požrtvovanost, hrabrost in vse tisto, kar ste naredili v trenutkih, ko se Evropska unija borila z migrantsko krizo. Вашето учество во тие активности, поттикнато од изразената политичка волја на институциите на Република Словенија, е израз на одговорноста на вашата земја да го даде придонесот кон безбедноста на Европа, како израз на подготвеноста да ја подаде пријателската рака кон земја со која негува искрено и длабоко пријателство. Vaše sodelovanje kaže tudi močno politično podporo Republike Slovenije in zauzema držo velike odgovornosti, da prispeva varnosti v Evropski uniji, da poda roko prijateljski državi in ji pomaga v težkih trenutkih. Вашата мисија во Македонија е доказ како си помагаат пријателите меѓу себе. Република Македонија е исклучително задоволна од соработката меѓу Министерствата за внатрешни работи на нашите две земји. Честопати, освен на билатерално ниво, се среќаваме и работиме заеднички и на регионално и на меѓународно ниво. Се одржуваат заеднички тренинзи, обуки, како и партнерски настап во проекти финансирани од Европската унија. Misija v Republiki Makedoniji je bila samo kazalec, kako se obnašajo prijateljske države in kako sodelujejo med seboj. Jaz sem zelo zadovoljen tudi s sodelovanjem Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Makedonije, kako na bilateralni ravni, tako tudi na regionalni ravni. Skupaj imamo na vseh ravneh, skupaj imamo treninge, skupaj imamo izobraževanja, skupaj imamo tudi tehnično, si pomagamo, razmenjujemo informacije in tako naprej. Делиме заеднички вредности кога е во прашање безбедноста и сигурноста на нашите граѓани и на нашите општества. Една од тие вредности е и солидарноста. Delimo si skupne vrednote in ena od teh vrednot je tudi solidarnost. Токму како резултат на таа солидарност и како дел од билатералната соработка, Министерството за внатрешни работи на Република Словенија испрати група полицајци, вас и други ваши колеги на граничниот премин Богородица, како помош при регистрирањето на мигрантите во времениот транзицијски центар во Гевгелија. Kot izraz te solidarnosti in tega prijateljstva je vaša država Republika Slovenija poslala v bilateralnem sodelovanju, poslala vas, policijske uslužbence, na Bogorodico, na mejni prehod med Grčijo in Makedonijo, ker ste pomagali pri registraciji imigrantov, ki so želeli prečkati mejo. До сега, заклучно со 2017, се испратени вкупно 20 контингенти со полициски службеници. Do leta 2017, do sedaj je okoli 20 kontingentov policijskih uslužbencev bilo na naši meji. Задачата не беше лесна. Полициската постапка и процедура
како и безбедноста на нашата земја и на Европската Унија, на нашата граница се судри со мигрантската криза, а таа криза има човечко лице, човечки судбини. Задачата на полицајците беше деликатна, да се испочитува достоинството и човечката трагедија и во исто време сето тоа да биде ставено во правна процедура и во безбедносниот систем. Naloga policijskih uslužbencev na meji ni bila lahka. Bilo je potrebno izpeljati vse postopke in procedure. Tukaj smo prišli, takrat, ko se je Evropa branila pred tem migrantskim valom, pravzaprav smo prišli v stik z usodami, z človeškimi tragedijami in bilo je res potrebno veliko vložiti, da bi se lahko na en dostojen človeški način spravili s to tragedijo ter vseeno izpoštovali vse pravne procedure in postopke. На тој начин дојде до израз хуманото лице на полициските структури. Заеднички со вашите колеги од Македонија покажавте дека сте посветени на истите цели и дека делите исти вредности. Нашата взаемна соработка се покажа важна за безбедноста и стабилноста на целата Европска Унија. To je pokazalo human obraz policijskih struktur in pokazalo, da imate policisti v Makedoniji in v Sloveniji enake cilje, enake vrednote in da so skupaj sposobni delati na tem za varnost in poskrbijo tudi za Evropo. Споделувањето на сите овие заеднички искуства налагаат уште еднаш да ве изразам мојата и благодарноста на граѓаните на Република Македонија за поддршката за надминување на предизвиците во текот на мигрантската криза. Vse skupne dogodivščine, vsi ti skupni trenutki še enkrat mi dajo možnost, da vam izrazim hvaležnost tudi državljanov Republike Makedonije za podporo, ki smo jo bili deležni z vaše strani v toku migrantske krize. Дозволете ми на крајот да споделам со вас една македонска поговорка, која најверојатно во некоја варијанта има и во вашата традиција. Тоа е: пријателот во неволја се познава. Словенија секогаш ни помагала во сите предизвици. Тоа ја прави незаменлив, искрен и верен пријател. Благодарам многу. Dovolite mi, da na koncu, da z vami podelim en makedonsko reklo, en rek. Verjetno obstaja to tudi v vaši državi. Pravi se, da se prijatelji poznajo v slabih časih. In Slovenija je svoje prijateljstvo z Makedonijo dokazala v slabih časih tudi. Lepa hvala.